Добро вечер. Четврток, некаде 22 часот, 22 часот и 30 минути, вонредна политичка анализа намената за вас кои сте мембари, мембарси и ја користите опцијата Membership на YouTube каналот Васко Евтов. Зошто вонредна политичка анализа? Бидејќи експлодираше и излезе тој експреслонец или испушти газ тој експреслонец на конфликтот Христијан Мицкоски и Никола Груевски, и тоа ви го најавив во емисијата за редовните гледачи во недела во 22 часот, каде што имаше точна формулација дека Христијан Мицкоски сега се чувствува дека е посилен од Никола Груевски. И знаете, кога вие ќе влезете во еден конфликт го отвара човекот кој се чувствува или послаб или кој се чувствува посилен. Експлодираше тој конфликт помеѓу Христијан Мицкоски и Никола Груевски, околу 2 или 3 години говорев за гулаш 3 пати на ден и така натаму. Знаете, сега веќе не може да се преспие тој конфликт, знаете, и на крајот на денот целата работа ќе се сведи кој ќе го јади гулашот, во Белата палата или во ВМРО ДПМН. Ке се обидеме ова вонредна политичка анализа да трае некаде 10-15, евентуално до 20 минути, зашто бидејќи во недела имаме одлично интервју кој ќе трае 75 минути и во тој интервју ќе отвориме сите овие прашања, конфликт во ВМРО ДПМН, можен конфликт во СДСМ околу председателски избори, Дуи, Али Ахмети, двете интервјуа на Али Ахмети, планот на Али Ахмети, дали ќе има уставни измени, нема да има уставни измени, во кој правец оди Македонија, американци, така натаму. Одлично, бомбона интервју. Вечерва, вонредна политичка анализа, каде што ќе треба да одговориме најмалку 2 или на 3 прашања. Прво, зошто почна конфликтот помеѓу Христијан Мицкоски и Никола Груевски, како почна конфликтот помеѓу Христијан Мицкоски и Никола Груевски, како ќе заврши конфликтот помеѓу Христијан Мицкоски и Никола Груевски. Конфликтот почнува така што лидерот на ВМРО ДПМН одбира во интервјуто за Frankfurter Allgemeine Zeitung или ФАЦ, каде што 10 години, тој е еден концерн, најмокниот или еден од најмокните концерни во Западна Европа или во Сојузна Република Германија, 10 години на чело на тој концерн се наоѓа Бодо Хомбо. Бодо Хомба, кој е личен пријател, политички протеже на Срџан Керим, пријателството датира од времето кога Срџан Керим амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија, и сега нели вие го враќате веќе филмот Срџан Керим, кој е протеже политички на Мартин Протојгер. Мартин Протојгер станува шеф на кабинет на Никола Груевски, кога Никола Груевски се уште е лидер на опозицијата пред да стане премиер на македонската влада, главен идеолог на ВМРО ДПМН, подоцна генерален секретар на ВМРО ДПМН, и Христијан Мицкоски, односно Мартин Протојгер, го носи Христијан Мицкоски или младиот Христијан Мицкоски тамо некаде 2012-2014 година во кабинетот на Никола Груевски. Ко така ќе ги погледните работите, вие всушност сваќате зошто ви објаснував пежината на Живко Мокетов, зошто ви објаснував пежината на Бранко Азевски, зошто ви кажав сите тие работи. Ви кажав за да може да сватите каква е колективната меморија, да инвестирате во колективна меморија. Кога се инвестира во колективна меморија, кога знаете кој со кого, како и на кој начин е дојден или зошто нешто се случило, тогаш лесно може не само да ги анализирате сегашните процеси, туку да ги анализирате процесите кои ќе следат. Во неделата, значи некаде пред 4 дена, во емисијата, значи за редовните гледачи, емисијата во Центар, кој го изеде Паразер или кој ќе го изеди Паризерот во Македонија, беше најавен конфликтот помеѓу Христијан Мицкоски и Никола Груевски. И таму има една точна формулација дека во моментот Христијан Мицкоски се чувствува дека е посилен од Никола Груевски. Знаете, ви отварате конфликт кога ќе се чувствувате или посилен или ќе се чувствувате послаб. И сега некој ќе ме праша, ти сигурно, или ќе ми каже, ти сигурно имаш информации, беше брифиран, и бидејќи имаш информација, можеше во анализата да најавиш дека ќе следи конфликт помеѓу Христијан Мицкоски и Никола Груевски. Не. Кога вие ги имате информациите, кога имате таа колективна меморија, тогаш може да предпоставите што ќе се случи во Република Македонија. Јас не располагав со никаква информација, меѓутоа располагав со колективна меморија. Кога имате таа колективна меморија, тогаш точно може да ги распоредите фигурите на таблата. Кога ќе ги распоредите фигурите на таблата, тогаш лесно можете да дојдете до одредени политички анализи или политички заклучоци. Значи, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Подоцна тој концерн ги купува трите главни вестници во Република Македонија, МПМ групацијата која подоцна пропаѓа, начело на таа групација доаѓа Срџан Керим, а подоцна Срџан Керим е прода таа групација на Јордан Орце Камчев. И всушност тоа е медиумската сила во пишените медиуми во мандатот на Никола Груевски, или во мандатот кога Никола Груевски е премиер на македонската влада и лидер на опозицијата. Таму одбира да даде интервју Христијан Мицкоски. И во тој интервју тој го обвинува Никола Груевски дека зад завесата
дека има задкулисни разговори, преговори на Никола Груевски со представници на власта или представници на СДСМ и тамо се прави договор како да се подели ВМРО-ДПМНЕ, значи да се репризира некоја панорама, да се репризира 2004-2005 година и конфликтот на Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски, и тоа нели што ви окажувам дека СДСМ го испушти моментумот да го турни Лјупчо Георгиевски во предградките на Христијан Мицковски и на тој начин, ако веќе влага во некои тајни преговори со Никола Груевски, да му ослободи простор на Никола Груевски да расчисти со структурата на Христијан Мицковски. Значи дава интервју Христијан Мицковски, па следува Facebook статус на Никола Груевски каде што јавно го повикува, не вика драг Христијан, не вика Мицковски, не вика председател на ВМРО-ДПМНЕ, туку директно со Христијан. Точно да кажи каде, кога и дали располага со одредени информации, дека има средби, тајни средби помеѓу СДСМ, представници на СДСМ и Никола Груевски, одговара Христијан Мицковски, нов статус на Никола Груевски, се крева машинеријата и машинеријата веројатно од страна на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи начело на таа машинерија се наоѓа застава филм групацијата, тоа ќе оди во една битка до истребување, како што вообичаено се случуваат битките во рамки на македонската десница, поточно речено во рамки на ВМРО-ДПМНЕ. За лајт мотивот, нели за да ја дадеме рамката или контекстот на целата таа работа. Мартин Протугер 2012-2013 година го носи Христијан Мицковски, бидејќи Христијан Мицковски конкурира на некаков конкурс за советник за енергетика во рамки на кабинетот на Никола Груевски. Бил второ рангиран, избран е на тој конкурс прво рангираниот, како што подоцна нели кажува Никола Груевски добива тешка болест, се разболува, починува и така натаму и треба да се распиши втор конкурс. На тој втор конкурс треба да се јави Христијан Мицковски, меѓутоа да не дојде до втор конкурс, влегува Мартин Протугер Никола Груевски, вели знаете, председателе, на оној конкурс каде што го избравме советникот за енергетика кој сега почина, беше кандидиран уште еден млад човек, кој е професор на Машинскиот факултет, кој ги исполнуваше условите, меѓутоа не стана ваш советник, бидејќи, како што самиот каже, имал судир на интереси. Значи, во првиот конкурс, Христијан Мицковски самиот му признава на Никола Груевски дека имал судир на интереси. Не можел да биде советник за енергетика, бидејќи веројатно работел за некоја компанија која се бави со трговија, производство или нешто слично со енергија, поточно со електрична енергија. Меѓутоа во меѓувреме веќе не работи или формално правно нема врска со таа компанија и ги исполнува условите да биде советник за енергетика на Никола Груевски. Не се распишува втор конкурс, туку Мартин Протугер на мала врата, како протеже на Христијан Мицковски, го протнува Христијан Мицковски и Христијан Мицковски станува советник за енергетика на Никола Груевски, а тамо некаде пред крајот на мандатот на ВМРО-ДПМНЕ на Никола Груевски станува прв човек на македонското електростопанство, а подоцна станува и генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ. Од таа позиција тој добива стартна предност во однос на сите против кандидати или негови конкуренти кои сакаат да го наследат Никола Груевски начело на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е траекторијата, тоа е политичката и бизнес траекторија на Христијан Мицковски. Зошто Мартин Протугер би сакал не само Христијан Мицковски, туку една цела екипа на луѓе кои гравитира околу ВМРО Народна на Лјупчо Георгиевски да ги донесе во ВМРО-ДПМНЕ. Бидејќи во рамки на ВМРО-ДПМНЕ си имаше структура на Никола Груевски, си имаше структура на Сашо Мјалков, и му беше неопходно на Мартин Протугер, ако сака да гради политичка сила како генерален секретар, да има своја структура. Немаше од каде да ја регрутира таа структура. И ја регрутираше очинелот на ВМРО Народна партија на Лјупчо Георгиевски, Спире Ристовски, целата таа екипа беше трансферирана во ВМРО-ДПМНЕ, некој од нив стигна на министерски позиции, Христијан Мицковски стигна, гледате, на позицијата прв човек на македонското електростопанство, и тоа е всушност шинелот или кадровската база на Мартин Протугер. Зошто е отворен конфликтот, или зошто сега, па не се отвара сега конфликтот, односно најавата за конфликтот ви е најмалку 8 или 9 месеци претходно, крајот на минатата година, и она анкета на ИРИ. Знаете, јас постојано ви говорев, нели, тоа ви го повторував како папагал. ИРИ не мери јавно мислење. ИРИ создава јавно мислење, не само во Република Македонија, туку секаде во светот. Но она анкета на ИРИ ноември-декември минатата година, за прв пат после 5 години, името на Никола Груевски се наоѓа на одредена анкета. Не само што се наоѓа на одредена анкета, туку води на таа анкета кога станува збор за рейтинзите на политичарите во Република Македонија. Иако Никола Груевски сега нели жител на Република Унгарија, на топол гулаш 3 пати на ден,
Прв пат, после 4 или 5 години после неговото бегство, реномираната Ири го става на анкети, не само што остава на анкети, туку Никола Груевски води не само во однос на Христијан Мицковски, туку во однос и на Зоран Заев, и на Стео Пандаровски, Димитар Ковачевски, така натаму и така натаму. На тој начин Ири всушност ви креира јавно мислење. На тој начин Ири предвидува дека ќе дојде до конфликт помеѓу власта ВМРО ДПМН, дека ќе дојде до блокада на уставните измени во Република Македонија и дека е можен конфликт во таа релација помеѓу Никола Груевски и помеѓу Христијан Мицковски. Затоа Христијан Мицковски всушност му е пратена пораката дека ако не учествува во процесот, ако и понатаму издржува или се сили на тој еден национализам од 19 век, дека со тој национализам не може да го порази, не може да го победи Никола Груевски, дека секогаш Никола Груевски ќе може многу подобро да комуницира со таа националистичка групација во ВМРО ДПМН во споредба со Христијан Мицковски, кого никогаш не го доживувале како свој. Секогаш го доживувале како некој, како татино дете, како нашо дете, кој е донесено на чело на ВМРО ДПМН. Оттаму почнува процесот. На уште една анкета на Ири се појавува името на Никола Груевски и името на Никола Груевски се појавува на анкета која е нарачана од ВМРО ДПМН, нарачана од Христијан Мицковски и која прави легендарниот Лајко. Тамо не е неговиот рейтинг 6 или 7%, туку е смале некаде на 2 и нешто одсто, меѓутоа името на Никола Груевски се враќа или се става во барабанот на политичките процеси во Република Македонија. И се расплансува конфликтот помеѓу Христијан Мицковски и помеѓу Никола Груевски. Ако се вратиме на емисија, каде што го анализирав тајниот договор на Христијан Мицковски и Зоран Заев за правење на заедничка влада со мандат од 4 плюс 4 години, че вкупно 8 години, партијата СДСМ или ВМРО ДПМН која ќе победи или ќе има повеќе пратеници ќе го даде премиерот, другата партија ќе даде министар за надворешни работи, спикер на парламентот и така натаму и така натаму. Тогаш Христијан Мицковски на прашањето на Зоран Заев зошто сега прифаќа формирање на таква влада, а немаше прифатено пред 1,5 или пред 2 години, има одговор кој се состои од 2 дела. Првиот дел дека успел да победи на изборите 2021 година. Значи во тие 6 години Христијан Мицковски после 8 или 9 порази има една победа, а тоа е победата на локалните избори, и како второ дека после локалните избори, после конгресот, те успева да ја врати или да има партијата во свој раце, дека влијањето на Никола Груевски од ден на ден е се помало во партијата или во ВРВ или во структурите на ВМРО ДПМН, и бидејќи победил на изборите и бидејќи има контрола на партијата, тогаш може да влезе во процес на преговори со Зоран Заев за формирање на влада со рок на трајање од 8 години, влада која ќе треба да ги спроведи сите процеси на пристапување на Република Македонија кон Европската унија. Всушност со помош на таа влада Христијан Мицковски ќе се решише својата клучна или двете клучни слабости, како прва да има лоши односи, исклучително лоши односи со албанскиот политички фактор, исклучително лоши односи со меѓународната заедница, и е заглавен во ќорсокак во однос на уставните измени на францускиот предлог во Република Македонија. Кога така ќе ги имате поставено работите, тога знаете само прашање на време и на техника, кога Христијан Мицковски ќе реши да влезе во конфликт со Никола Груевски. Зошто? Бидејќи кога вие ќе влезете во конфликт со меѓународната заедница, тогаш е логички да претпоставите, знаете, вие не сте, овие луѓе кои се начело на партијата, можеби не се најдобри политичари, можеби не се најсоодветни да ги водат тие партии или да водат Република Македонија, но не се глупи луѓе, може да соберат 2 и 2. Ако вие правите дрн дупка, не со Франција и со Германија, туку со Соединетите американски држави, тогаш е реално да очекувате дека може да ви се случи контраудар или империјата да го врати својот удар. Во една таква ситуација, ако вие тежите 350.000 гласови, тогаш тие нема да влезат во процес на ваше рушење, туку во процес на ваше слабење или на ваша политичка диета да ве сведат од 350 на 200.000 гласови. Како ќе го направат тоа? Па ќе го репризират сценариот од 2004 година и конфликтот на Љупчо Георгиевски и Никола Груевски, но сега во еден сосема поинаков контекст. Ако тогаш беше контекстот Љупчо Георгиевски ќе ги земи на себе сите криминали на ВМРО ДПМН, во наводници сите криминални структури на ВМРО ДПМН, а Никола Груевски ќе му остави чиста партија која ќе дојде на власт 2006 година, сега контекстот е сосема поинако. Сега Христијан Мицковски влегува во конфликт со Никола Груевски, кој преку СДСМ се продава на меѓународната заедница. И кога така ќе ги поставиме работите, тогаш вие ќе ми го поставите клучно прашањето. Зошто Никола Груевски чекаше Мицковски да победи на едни избори,
чекаше Мицковски да освои власта во партијата или да ја мицковизира партијата, која беше го ревизирана, и да влезе во конфликт кога Мицковски е посилен од него и во рамки на партијата, има контрола на партијата, има победа на локалните избори, така натаму и така натаму. Па има два фактори. Едниот фактор се вика Виктор Орбан. И ологата или гулашот на Виктор Орбан, бидејќи на крајот на денот секе се сведи на тоа кој ќе ги троши парите на Виктор Орбан, кој ќе го троши гулашот на Виктор Орбан. Бидејќи Никола Груевски е бегалец во Република Унгарија, азилант во Република Унгарија, е под покровителство на Виктор Орбан, а Виктор Орбан ви се јавува како главен финансиер во наводници со тие гулаш или маслинка пари на медиумите, па и на политичката партија ВМРО ДПМН, знаете, ке беше политички опортуно Виктор Орбан од една страна да го крие или да го засолнува Никола Груевски, а од друга страна со помош на Никола Груевски да учествува во рушење на Христијан Мицковски. Тогаш Христијан Мицковски ќе можеше да го обвини Виктор Орбан, на кого му беа многу слаби позициите во Европската народна партија ЕПП, односно најсилната партија, каде што членуваат сите овие демохристијански партии во рамки на Европската унија, и таа партија има најголем број на пратеници во Европскиот парламент и ја формира Европската комисија или Европската влада. Тогаш ќе можеше Европската народна партија да му замери на Виктор Орбан, дека со помош на Никола Груевски ја руши власта во сестринската партија ВМРО ДПМН. Значи сега, кога Никола Груевски е влегол во конфликт со Христијан Мицковски, тогаш директно или индиректно на негова страна се Европската народна партија и Виктор Орбан, што ке рече дека со климнување или со неклимнување, со правење или со неправење, Никола Груевски има добиено зелено светло и од Виктор Орбан и од Европската народна партија, бидејќи знаете како вие всушност ќе покажете дека Христијан Мицковски и политиката за Христијан Мицковски е неприфатлива за меѓународната заедница. Американците не располагаат со доволно инструментариуми за да тоа може да го покажат на едно политичко рамниште или политичко ниво. Ке има изјава на Ескобар, па втори изјава на Ескобар, освен ако Европската народна партија не го замрзни членството на ВМРО ДПМН или на Христијан Мицковски, или не го репризира сценариото во однос на партијата Фидес на Виктор Орбан, каде што прво беше замрзнато членството, а подоцна Фидес ја напушти структурата на Европската народна партија, ја напушти за да не биде самата исклучена. Значи, кога Никола Груевски решава да влезе во конфликт со Христијан Мицковски, тогаш Европската народна партија и Виктор Орбан сигурно биле информирани и сигурно, ако не климнале, тогаш не ставиле вето на целиот тој процес. Структурата на Виктор Орбан е позната структура. Тама е Курир, тама е системот на Курир, тама е системот на Република, системот на Нетпрес, други мали портали, не е Инфомакс во дел на таа структура. Никош Инфомакс не бил финансиран од структурата на Виктор Орбан во Република Македонија, тама е телевизија Алфа и така натаму и така натаму. Александар Николовски ви се јавува како прокурист на Виктор Орбан и Никола Груевски или на тој унгарски гулаш, унгарски маслинки тука во Република Македонија. Линкот и врската е сегашниот шеф на кабинет на Виктор Орбан, кој претходно бил на одредени функции во Европската народна партија, во Брисел, во Европската комисија, така натаму и така натаму. И ако сега ги нема парите на Виктор Орбан, или клучното прашање, ако не знаете што се случува, тогаш следете трагата на парите, ако сега ги нема парите на Виктор Орбан, која е субституцијата или која е замената за парите на Виктор Орбан? Парите од локалната власт во Република Македонија, парите од македонската олигархија или парите од некој руски Опен Балкан, каде што ви се вклучени одредени структури кои припаѓаат на Опен Балкан, но со едната глава, со помалата глава гледат на запад, а со поголемата глава гледат на исток. Дали се тоа парите кои треба да бидат замена и субституција за гулаш парите на Виктор Орбан во финансирањето на медиумското царство, односно царството кое можеби нема да му донеси победа на Христијан Мицковски на некој избор или да дојде на власт во Република Македонија, но секогаш верно ќе му служи во денунцирање на сите политички противници кои помислиле да му се спротивстават на царот кој е во Белата палата. Ако направиме споредба со тоа што случуваше во тој конфликт Никола Груевски и Лјупчо Георгиевски тој 2004-2005 година, конфликтот е околу председателските избори. Зошто Никола Груевски не ги бойкотираше председателските избори, тоа е барањето на Лјупчо Георгиевски, бидејќи на тој начин ке беше Бранко Царенковски испратен во историјата, немаше да му биде обезбеден цензус на изборите 2004 година. Гледате, сега ќе ви се случи да има председателски избори.
Па 2005 година ВМРО освоја повеќе од 120.000 гласови, ВМРО ДПМН има некаде 140, 150, 160.000 гласови. Меѓутоа ВМРО ДПМН во мандатот на Никола Груевски тоа е најкревката, најневралгичната временска позиција на Никола Груевски 2005 година, кога тој на избори се соочува со Љупче Горгевски. Тогаш Никола Груевски ја отвара партијата кон одредени индивидуалци кои имаат пари и кои може да ги финансираат своите кампањи. Така Никола Груевски во ВМРО ДПМН после силни перипетии, после силни преговарања застануваат зад градоначалничката номинација на Трифун Костовски, кој тој временски период е најпопуларната личност во Република Македонија. Победата на Трифун Костовски на локалните избори 2005 година, иако Трифун Костовски имаше и председателски амбиции, меѓутоа беше пуштен из вода од страна на Бранко Цренковски, исто како што беше пуштен из вода и Тито Петковски. Гледате играчите кои 2004 година во таа председателска трка Бранко Цренковски ги пушта низ вода, тој Трифун Костовски, тој Тито Петковски. Трифун Костовски со победа на изборите во Скопје 2005 година моја носи победата на локалните избори на Никола Груевски. Значи го остава во седлото прв човек на ВМРО ДПМН. А Тито Петковски со НСДП на изборите на 5 јули 2006 година, тој оној конфликт Бранко Црвенковски и Владо Бучковски, успева со своите гласови да му обезбеди Никола Груевски да може со ДПА на Мендух Тачи да формира влада и дојде на власт после изборите на 5 јули 2006 година. И сега имавме локални избори 2021 година и 2024 година ќе имаме председателски избори. Значи, локални председателски избори како сендвич во рамките на кој ќе се случи или ќе ескалира тој конфликт помеѓу Никола Груевски и Христијан Мицкоски. На изборите 2021 година победува Христијан Мицкоски, победува Даниела Арсовска. Даниела Арсовска победува како протеже на Никола Груевски, кога Никола Груевски се откажува Даниела Арсовска, со обидува да го минимизира неговото учество во процесот на Даниела Арсовска. Меѓутоа никој не може да негира дека Даниела Арсовска како прв човек на таа асоциација или групација на стопански комори или приватната стопанска комора во Република Македонија, која е пандан или која е опонент на стопанската комора на Бранко Азевски, е почесен конзул на Република Унгарија со седиште во Штип. Не може да биде почесен конзул на Република Унгарија или на Виктор Орбан во Република Македонија ако Никола Груевски не дал зелено светло. Даниела Арсовска победува на локалните избори во градот Скопје, не само што победува, туку му обезбедува на Христијан Мицкоски добра стартна позиција да го испрети во политичка пензија Зоран Заев и да влезе во процес на правење на ново парламентарно мнозинство кој требаше да ескалира или да добие финален лик, финален производ на 13 ноември 2021 година да биде формирана нова проруска влада тука во Република Македонија. И 2024 година ќе ги имаме редовните председателски избори, кои може да бидат одделени, одвоени или во пакет со парламентарните избори. Во историјата во последните 32 години имаме ситуации кои биле споени председателските и парламентарните избори, тоа беше 1994 и 2014 година, имаше ситуации кои биле одвоени председателските и парламентарните избори. Веројатно математиките ќе покажат дали ќе бидат споени или нема да бидат споени. Тоа што се заканува Христијан Мицкоски, кој знае дека ако има председателски избори, тој може да ги изгуби тие избори и со губење на председателските избори да истрча на парламентарните избори за 4 или за 6 месеци кои ќе следат после председателските избори, тој веројатно се заканува пред меѓународната заедница со бојкот на председателските избори. И доаѓаме до прашањето на бојкот на председателските избори. Конфликтот помеѓу Никола Груевски и Љупче Горгиевски е бојкот на изборите 2004 година. Конфликтот помеѓу Никола Груевски и Христијан Мицкоски може да се случи на избори или не мора да се случи, во зависност од тоа дали Христијан Мицкоски ќе ги бојкотира изборите 2024 година, а ќе ги бојкотира ако се одвоени од парламентарните избори, а ќе ги бојкотира бидејќи ќе биде аутсайдер на тие избори. Сите избори каде што Христијан Мицкоски не е фаворит да победи, ги бојкотира како што беа локалните избори во Штип, тоа е некаде крајот на 2020 година, како што на сила го натера да учествува на изборите на 15 јули 2020 година, кој исто така во времето на корона се закануваше дека ќе ги бојкотира, бидејќи не беше фаворит на тие избори. А уште малку да дајме уште некои елементи за да можеме ова првична анализа. Знаете, ова првична анализа, бидејќи во недела ќе имаме емисија, па во вторник воднередна политичка анализа за сите кои се мембари, мембарси, ја користат опцијата membership
YouTube каналот Васко Евтов, меѓутоа многу е жешка темата, што се вели да ја почнеме темата. Ова тема ќе трае, ова ќе биде како една турска сапуница, како една турска серија и ние ќе ги кажеме во рамки на целиот тој повеќе месечен или повеќе годишен конфликт помеѓу Груевски и помеѓу Мицковски, сите аргументи, сите работи, сите анализи, сите информации со кои ние располагаме, а располагаме со многу поексклузивни информации во споредба со било кој, не само во Република Македонија, туку и надвор од Република Македонија. 3 или 4 имиња сега ВМРО ДПМН врти на своите анкети како потенцијални председателски кандидати. Првото име кое го кријат, кое јавно не го промовират, е кумот на Никола Груевски, тој е Зоран Ставлевски. Зоран Ставлевски кој прв се повлече од власта на Никола Груевски, тој е во периодот на бомби, тој е пред парламентарните избори и тоа Никола Груевски веројатно го доживаше како првиот нож забиен во грбот на Никола Груевски после ножот на Љупчо Ѓоргиевски 2004 година. Зоран Ставлевски од страна на Христан Мицковски беше номиниран во координатор на ВМРО ДПМН во однос на локалната власт. Всушност сите проекти од локалната власт, контрола на парите, контрола на работењето и така натаму, не ги правеше шпицни од градоначалник Христан Мицковски, требаше да ги прави Зоран Ставлевски. Зоран Ставлевски или името на Зоран Ставлевски се врти во тие анкети на можни председателски кандидати од чинелот или од редот на ВМРО ДПМН. Второто име е на Гордана Селјановска. Гордана Селјановска или една од професорките кој во пиџами, како велеше Гордана Николовска, беше вадена и беше носена на оние дебатни емисии каде што требаше се брани затварањето на еден телевизија и слични проекти. Гордана Селјановска која е всушност или Гога Сорос популарната, која некоја мешавена на Никола Груевски, Бранко Црвенковски, реформски сили, Стојан Нандов и така натаму. Третото име е на професорот Аце Спасеновски, кој беше порано пратеник од редовите на ВМРО ДПМН, меѓутоа исклучително интересно дека името на Аце Спасеновски ви се појавува во овие директорчиња на сите оние мали медиумчиња, фирми, банкичиња кои во времето на Љупчо Ѓоргиевски беа купени од страна на ВМРО ДПМН, подосна кога Уставниот суд ја поништува или ги прогласува како незаконски сите тие операции на купување на имот на банки, на медиуми од страна на партија на ВМРО ДПМН, еден од директорите на едно од тие проектчиња е Аце Спасеновски, значи тоа е третото име, и четвртото име е Сашо Кедев, познатиот кардиохирург Сашо Кедев, човекот кој заедно со Ганка Самилова Цветановска му се спротивставаат на Никола Груевски и кој со нив расчистува 2004-2005 година. Сега Сашко Кедев, кој учествуваше на изборите 2004 година против Бранко Црвенковски, повторно ви се јавува или неговото име се мери како потенцијални председателски кандидати од редовите на ВМРО ДПМН. За сите други прашања, внатрешни прашања, Ацо Николовски, односи со Христан Мицковски, односи со Никола Груевски, Тимчо Муцунски, кој со кого е, против кого е, Милјана Киевски, што стана с екипата на Милија Киевски и така натаму, во некои наредните вонредни политички анализи. Сега ќе завршиме оваа политичка анализа со клучното прашање дали ќе се јави со изјава и со интервју Зоран Заев и дали Зоран Заев ќе се обиде да ја спаси својата политичка инвестиција, а тоа е Христан Мицковски. Бидејќи во оној временски период од 3 или 4 години после бегството на Никола Груевски, кога имаше многу претенденти да го наследат Никола Груевски на тронот на ВМРО ДПМН, кога на тронот на ВМРО ДПМН се уште е слабиот Христан Мицковски, тоа е Никола Тодоров, неговата посета на Будимпешта, средбата со Никола Груевски после 4 или 5 години кавга помеѓу Никола Тодоров и Никола Груевски, тоа успева Зоран Заев и Стео Пендаровски да го минира целиот тој процес. Зоран Заев на крај застанува за Христан Мицковски. Сега е клучно да се види дали Зоран Заев со некаква изјава, со правење или со неправење, ќе му помогне на Христан Мицковски да остане на чело на ВМРО ДПМН, преку Христан Мицковски да го спроведува проектот за заедничка влада на СДСМ и на ВМРО ДПМН и преку Христан Мицковски всушност да им се заканува на своите во СДСМ Димитар Ковачевски и останете, односно да може да ги менаџира политичките процеси во Република Македонија, односно да видиме дали Зоран Заев ќе репризира улогата на Бранко Црвенковски 2005-2006 година, кога Бранко Црвенковски со помош на Трифон Костовски со помош на Тито Петковски всушност го испрати во политичка пензија Владо Бучковски. Ова е нашата политичка анализа. Вака стои рамката, вака стои контекстот. Ви го дававме контекстот, ви го нацртавме контекстот, зошто се случува конфликтот, како се случува конфликтот и всушност ве навестуваме колку долго ќе трае и како ќе заврши конфликтот помеѓу Никола Груевски и Христан Мицковски. Ние ќе земе поканки, ќе гледаме од страна,
Немаме никаков интерес кој ќе победи во врвот на ВМРО ДПМН, значи земете пуканки и гледајте, ќе биде многу интересно, почитувани гледачи. Ново дружење недела во 22 часот, редовна емисија во центар, до недела во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде и да си.